мандат се вкупната работа на парламентот се одвива на пленарни седници и во рамките на сематичната комисија за европски прашања, ама на европските прашања нема европски договор заради непочитување на европските процедури. И вие, и јас, и сите сме хендикепирани. Вие забележувате дека не можете да зборувате за култура, ама за градење можете. Видите, јас не можам ни за култура, ни за градење, ни за урбанистичко планирање, ни за културно наследство, ама сите закони доаѓаат овде и покрај предупредувањето на ЕУ, ние си продолжуваме. Создадовме основ секоја членка на Европската Унија во иднина да не блокира заради злоупотреба на европското знаме. Тоа е прво. Второ, јас ќе цитирам по правото. Да добиете закон со европско знаме, предложен од владата, како таков прифатен од председателот на собранието и препратен до председателот на оваа комисија, значи да ја злоупотребувате функцијата. Нема да кажувам јас, мој колега правник, точно го посочи членот од кривичниот законник, меѓутоа јас да подсетам. Табелата не е само табела. Изјавата за усогласеност е специфична исправа. Ако на законот прикачите изјава во која ништо не е точно, бидејќи е празна, а има потпис, а потпис не се става на ништо, значи дека е злоупотребен статусот. Но за тоа ќе зборуваме во иднина. Ајде сега околу законот. Видете, најпрво, ако зборуваме за проекти од стратешки интерес, ако зборуваме за проекти од национален интерес, тогаш апсолутно брза постапка не соодветствува на реализирањето на стратешкиот и националниот интерес. Ке останеме запомнати, не само по ова и по друго, како парламент и влада, која што замислите за стратешки национални проекти, одлучува во последната година од мандатот. Пазете да не. Од авион се гледа дека е ова она што американците би го нарекле fundraising, собирање на средства за изборите што следат. Ке видиме дали така ќе биде. Значи, да продолжам. Кога велам дека стратешки интерес не може да се регулира на ваков начин, ќе подсетам на следново. Правник сте, и јас сум правничка, еден од основните принципи е дека било што кога склучувате, дали е тоа меѓудржавен договор, дали е тоа договор со приватна фирма, кога владата настапува како фискус во облигационото право, вие мора што да браните? Националното право. И може да го склучите договорот само во рамките на националното право. Молам, а што склучува сега владата? Владата го суспендира парламентот и прифаќа договор во кој што пишува дека нема да важат прописите на оваа држава, туку дека ќе мора да се сменат, и еве сега тоа го правите. Зошто? За да се адаптираат на договорот. Непознат феномен. Непознат феномен. Значи, тоа е непознат феномен и за тоа исто така треба да има одговорност. Трето, кога е во прашање стратешки интерес, стратешки градби, со закон, да, може да регулирате што значи стратешка градба и што значи стратешки интерес. Ама, ако во законот напишете субјект, односно фирма,
korporacija, тоа е исто така непознато. Се дава примерот на Србија. Србија не го споменува Бехтел и Енка во законот, не. Туку само зборува како ќе се градат стратешки објекти, како ќе се утврди стратешкиот интерес и потоа распишува тендер, на тендерот се појавуваат повеќе субјекти, го бира најдобриот и договорот него можете да го видите, истакнате. А јас го барам и никако да го најдам. И сега сум во состојба, знаете на што? На она за што Џон Ленон пее Imagine замисли и замислувам што ќе се случува во иднина. Тоа не го дозволува почитуван заменик министер ниту договорот за асоциација и стабилизација, ниту копенхагенските критериуми. Тие бараат компетитивен пазар и надпревар и бараат транспарентност. Да имаше транспарентност, овие денови овде ке седеа представници на асоциацијата на урбанисти, архитекти, градежни инженери и така натамо, претходно на синдикатите и така натамо. Да не глумиме ние овде ренесансни личности. Затоа ни се случува наместо власта да презентира решенија и да ги брани, да реплицира. Непознат феномен во парламентарната демократија. Еден мој колега вели вака во книгата Зборувате ли политички? Вели да не сме ние, вие ќе нема за што да зборувате. Значи овде е нелогичен односот. Опозицијата аргументира и презентира, а власта реплицира. Па чиј предлог беше ова, наш или ваш? Па зошто се откажавте, зошто го повлековте, ако го знаевте? Ама не го знаевте. И затоа вчера јас овде чув невидени изјави од типот, пазете, перфектен договор, а вие го критикувате. Не баре Божја креација. Или белината ја оцрнувате една друга колешка. Молам, па кој договор е перфектен, знаете? Оно што не сте го виделе. Што е перфектно во животот? Тоа што го замислуваме. Ама во правото не може да замислуваме и нема да се повторува, јас затоа зборував, не може да се согласите на нешто што предстои. Она што најмногу мене ме загрижува, не знам дали и вас, е драматичната реакција на Сдруженијето на градежните инженери, кои што не предупредуваат нас пратениците дека нив треба да ги представуваме, а не владата, и дека нема поголем национален интерес од заштитата на владењето на правото и дека ова е импровизација, што не враќа во поглед на градењето, знаете кога? Во 60-тите и 70-тите години на бивша Југославија, кога не морало да имате идеен проект детален, со сите предвидени елементи пред да почнете да градите. А што почнавте да градите вие? Што почнавте да градите? 8 и 10 Д. Каде е механизацијата? Зошто не остана, бидејќи овде се инсистира на ефикасно и брзо завршување на работата, пазете, од страна на влада, која што ќе почне и партии кои ќе почнат да се подготвуваат за избори. Значи, да седеа овде луѓе кои знаат се за градбата, ние ќе слушавме, нивните аргументи ќе ги слушавме, и сигурно поинаку ќе реагиравме. Ама не може во оваа комисија како во чекална, како во воз, секој ден да влегуваат други експерти, не може таа да биде сематична. Матично се знае што е матица, од мравки до луѓе. Како може да биде сематична? Го кажаа тоа и господинот Стано, и господинот Гир, ама денеска ја случам овде импресии од
амбасадорката на САД. Да, ке си ги брани и националните, и корпоративните интереси. Тоа е факт. Господа, ова е доказ за корпоративно управување во Македонија. Државата се однесува како корпорација, а корпорацијата се однесува како држава. Епа корпоративното управување, што би рекол Урлих Бек, ја слабее државата и нас веќе почнуваат како да не назначуваат, сега ќе ви кажам, не нас, оние од владата, како компрадори. Знаете што се тоа? Поединци кои посредуваат од политиката на високи функции меѓу странски, економски, корпоративни интереси и домашните активности. И од тоа ќе излезе странците, мислите дека изведувачот е инспириран и ќе се води од нашите национални и стратешки интереси? Не, со право од профитот. Ама да имаше транспарентна постапка, тогаш ние ќе речевме, чекајте, од овие и овие понуди, врз основа на ова и ова, сигурни сме дека овој познат гигант, никој не спори, Бехтел, но сега е и соинка, дека ќе гарантира не само брзо, туку и квалитетно градење. Значи, ве молам да не правиме догма од договорот, бидејќи мислам дека тоа нема да вроди со плод. Значи, станавме суи генерис, а тоа многу сакаат некои министри да го кажуваат, не само во Европа, не само во светот, туку и на Западен Балкан, впрочем, и некои одважни новинари тоа ни го предочија. Конкретно за договорот, повторно низ аспектот на правото. Крајно проблематично е во 4-5 закони да биде повикот на иста регулатива и на делегирана директива. Замислете, и за градба, и за работни односи. Па тоа е нелогично. Делегираната не е ни регулатива на комисијата 758 години, 758 број. Извинете, е систем на мапи на кои што се вградени, обележани патиштата кои што треба да се градат и не само на Западен Балкан, туку значи во рамките на Европската Унија. Но од карта и од набележана мапа вие да креирате дека е тоа директива што ја вградувате, па и тоа по неколку пати, еве сега министерот си ја повтори постапката од 94 година. Нели? Па повторно само отвара нешто што е отворено, сите знаеме, за 8 и за 10Д. Меѓутоа, видите, ова не води директно ни кон Грција, ни кон Бугарија, па да го именувате вие како трансевропска. Благодарам. Извинете, имам право. Како благодарите, не сум не ова реплика? Ви истече време. Па како истече времето на комисија, аз можам да довршам. Не е ова, ако е реплика, може да ме прекинете. Веќе 4 минути ви истече време. Па извинете, јас зборувам и по 1 сат на други комисии, која сте вие сега да ми кажете дека времето ќе ми го ограничите? Ова е правило за сите и вие не сте никоја да ми кажете не бе, која сум јас. ве молам да довршам. Овде сите сме еднакви и ве молам да пазите на како ми се обраќате и мене и на другите. Не, вие не ми се обраќате. Никој не е ништо тука повеќе од некој друг. Продолжете. Веднаш ке завршам, сакам да довршам, ве молам. Значи, кога ја читаме, заменик министре, дефиницијата за градба, завршувам, дефиницијата во 16-та, што се градби од стратешки интерес, државни патишта, пруги, магистрални газ... Не сум била, извинете, кога сте се договарале за времето. Мислев дека можам да зборувам колку... Не е правило.
Nemate pravo da se obratite Не е правило, не може. Најмалку е професорски, особено кон пораничен Немојте студент. вие да зборувате за професура кога ги избркавте представниците од салата на еколошките здруженија. Немојте вие да зборувате за право, ве молам. И кога толерирате постојано кршење на процедурата, вие стоите за оваа процедура. Може да продолжите и онака никој не ве слуша. Еве. Знаете, фројдовска ви е констатацијата. Отворете по социјалните мрежи, па ќе видите кого слушаат. Споредбата со Фројд мене само ме увеличува. Не. Само може и Јунг. За на другите им го припишувате тоа што сте. Значи, дефиницијата за градби од стратешки интерес апсолутно не е јасна. Дури ни за еден правник. Државни патишта, железнички пруги, магистрални гасоводи, градби од јавен интерес, кои се реализираат како стратешки инвестициони проекти или проекти од стратешко национално значење. Ова е тавтологија. Стратешки интерес е она што ќе се утврди како стратешки интерес. Извинете, тоа не може никој, ни влада, да утврди што е стратешки интерес, туку природата на објектот. Значи, ви не достигаат елементите. Отворете ги другите закони и ќе видите. Последната реченица, председателке. Значи, да беше законот во редовна постапка, поинаку ќе можеше да го разгледуваме. Зошто? Бидејќи овде, наместо да се заострат критериумите и постапките, се вели дека на што не се однесува, што се укинува. Значи, се исклучува примената на одредбите, пазете, за идеен проект, без кој не може да планирате, за издавање на одобрение за градење, лесе-фер, тоа е корпоративизмот, за измени во текот на изградбата, за промена на инвеститорот, за издавање на одобрение за подготвителни работи, се тоа станува дискреционо за рокот. Извинете, и по половина саат сме дискутирале. Вие, господјо, не сте на час вака да се однесувате. А ако однесувате вака, јас имам право на седница да зборувам 10 минути, а овде колку сакам. Знаете зашто ви пречи вас ова? Не ми пречи, не ве слушам. Многу ми е гајле, дали ме слушате, не ми станало. На работните тела треба да е атмосферата работна. Тамо се исцрпува целата расправа. Проверете, господјо, некој деловник во другите држави, па да видите. Расправата за законите трае со месеци. Со месеци трае, а не како вие што сакате, брзо и ефикасно, без никаква расправа, за да не види јавноста за што зборуваме.